Со денешното отворање на 3 мали групни домови, практично се затвора скандалозниот дом за штитеници 25 мај, чие име одекна во јавност откако беше обелоденето дека неколку малолетнички биле сексуално злоставувани. Во 3 објекти ќе бидат распределени 25 мина штитеници од домот, кои ќе имаат 24 часовна грижа. Овој потек на Министерството е дел од проектот за деинституционализација, поддржан од УНИЦЕФ, а има за цел да ги затвори големите институции кои се покажаа како нефункционални. Да ве потсетам за заложбата на владата дека до 2020 година не треба да има ниту едно дете кој што живее во голема институција за згрижување. И тековната кампања за згрижување на децата која што се води во моментот придонесува за ова. 18 нови лица се вработени за да се грижат за децата, а директорката на домот потенцираше дека за разлика од претходно, сега децата ќе бидат внесени во образовниот систем. Во моментот кај нас во установата од вкупно 24 корисници ни се на возраст од 11 години до 18 и зависно нивното образование ќе бидат вклучени во редовен процес. Што изминатиот период не беше така. Ресорната министерка Мила Царовска призна дека деинституционализацијата е потребна токму поради неспособноста на службите. Беше прашана за последното бегство од СОС детското село, а Царовска направи паралела помеѓу овој згрижувачки центар и 25 мај. Се извинувам. И бе директорката на Центарот социјална работа. Се извинувам, девојчето е вратено, веќе е во СОС детско село. Малите групни домови се тоа кој што го сведува на минимум. Колку често бега дете од СОС детско село, вие може да направите анализа на билтените без никаков проблем и ќе видите, и колку често од 25 мај бега дете. И одма ќе добиете разлика колку е интервенцијата на СОС детско село поквалитетна и затоа ние 25 мај итно ја трансформираме целосно во еден пакет со 5 единици, за да имаме што помалку бегања и интензивна интеракција. Така да ова е тоа кој што го правиме за да имаме помалку бегања, помалку ризици и затоа ќе направиме системот многу похуман и поедноставен за функционирање во однос на потребите на децата. Во домот за штитеници 25 мај изби скандал кога јавноста дозна дека малолетничка која била жртва на сексуална експлоатација абортирала на скопска гинекологија. За овој случај 11 лица добија кривични пријави. По овој се појавија уште слични случаи, а народниот правобранител изјави дека отворил собствена истрага за тоа каде завршуваат децата на малолетничките кои се пораѓаат и абортираат во државното породилиште. Истрагата, омбудсманот се уште не ја обелодени во јавноста.